сте на Сител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Оставка на Куцевски пред почетокот на собраниската дебата за негово разрешување. Обвинителот е уверен дека поставката била политички мотивирана и неиздржана. Денеска поднесов неотповиклива оставка од функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија. Резолуцијата на власта пред пратениците, опозицијската се уште не е во собраниската архива. Собранието одлучува за прашањето со мигрантите кое го наметна опозицијата. СДСМ избира ново раководство, познати неколку имиња кои остануваат или влегуваат во тимот на Филипча. Имало ли несоодветно лекување на новороденчето кое почина на клиниката за гинекологија? Случајот ќе го расветлуваат инспекциите и јавното обвинителство. 11 месеци без плата и без здравствено осигурување. Вработените во пералната на клинички минуваат низ Голгота. Ние останавме на улица, без работа и без плата. Со болна жена сум. Најлоша диагноза има. Не можам на лекар да ја носиме. Сите сме без здравство. Ревизорот го вклучи алармот за државна лотарија, милионски нелогични трансакции и дупки во фондот за добивки. Стичкиот напад на плажата во Сидне е мотивиран од ИСИС, соопшти австралиската полиција. А во овие вести во живо за оставката на државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски, кој ја поднесе и ја образложи додека траеше собраниската седница, односно на незиниот сам почеток на која требаше да се дебатира за негово разрешување. Останете со нас, почнуваат вести. Државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски поднесе неотповиклива оставка, оценувајќи дека иницијативата за негово разрешување од страна на владата била политички мотивирана и правно неиздржана. Оставката ја достави во исто време кога во собранието почнуваше седницата за негово разрешување, пошто постапката стана безпредметна. Власта и опозицијата имаат спротивставени толкувања, едните тврдат дека се става крај на компромитираното обвинителство, другите предупредуваат на обид за партизација на правосудството. Зоран Јаневски известува. Зоран Куцевски имаше изјава веднаш по поднесувањето на оставката. Како тој ја образложи и кој е неговиот коментар за овој целокупен процес кој се однесува на него? Да, на поднесувањето на оставката на државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски тој кажа дека како што кажали на самиот почеток кога беше отпочната постапката за негово разрешување, дека тоа е само политичка одлука. Како што рече, доказ за тоа била и денешната, како што ја смета, фиктивна седница на собранието, каде што требаше да се расправа за неговото разрешување, бидејќи како што вели поканата за присуство ја добил 1 час пред почеток на седницата, но не и предлогот за негово разрешување. Па како што рече, немал доволно време да спреми говор пред пратениците по односа на барањето за негово разрешување. Тој остана на ставот дека нема основ за негово разрешување, бидејќи како што тврди Советот на јавни обвинители дал негативно мислење по предлогот за разрешување, бидејќи тој со неговата работа не сторил крупна професионална грешка, како што тврди владата во својот предлог за разрешување на државниот обвинител Куцевски. Во меѓувреме пак во собранието наместо за неговото разрешување беше само констатирана неговата оставка која што пристигнала рано утринава на адреса на собранието. Во меѓувреме со своји реакции излегоа и партиите. Сите детали ги гледаме во прилогот. Државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски поднесе оставка. Ја напуштил функцијата бидејќи, како што рече, предлогот за негово разрешување инициран од владата бил политички мотивиран и правно неиздржан. Од почетокот тврдев дека евентуалната постапка за моје разрешување е политичка одлука. Затоа денеска поднесов неотповиклива оставка од функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија. Јас знам зошто денес стојам тука пред вас. Тоа не е заради моје непрофесионално работење, тоа не е заради недостаток на резултати, туку затоа што како државен јавен обвинител отворено и јавно зборував за проблемите и за недостигот на ресурси
затоа што не се мешав во законското право на јавните обвинители на самостојно и независно одлучување. Дека заминува од раководното место во обвинителството, Коцевски информираше речиси во исто време кога почна собраниската седница за негово разрешување. Не бил таму бидејќи доцна ја добил поканата и немал време да се спреми, па наместо говор за претениците, Коцевски до собранието испратил оставка. Ви известувам дека господинот Љупчо Коцевски на 16.12.2025 година поднесе барање за престанок на функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија. Имајќи во предвид дека Собранието на Република Северна Македонија утврди престанок на функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија, и ви известувам дека Собранието нема да го разгледа предлогот за разрешување на Љупчо Коцевски од функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија, бидејќи истата стана безпредметна. Коцевски остана на ставот дека владата немала аргументи да го разреши. Работел неселективно, гонел лица блиски до политички и бизнис центри на моќ. Во рекордно време завршила истрагата за Пулс, обвинение против председателката на антикорупцијска, истрага за злоупотреба на европските пари ги посочи како успех во неговата речиси 2-годишна работа. Кажа дека и Европската комисија во својот извештај забележала политички притисоци врз правосудството, а како што вели, пример за тоа бил и предлогот за негово разрешување. Законот е јасен. Државниот јавен обвинител може да биде разрешен само доколку се утврди дека сторил тешка дисциплинска повреда. Тоа е така не заради заштита на Љупчо Коцевски или на кој било друг што ќе дојде на оваа функција, туку заради заштита на самостојноста на јавното обвинителство и начелото на поделба на власта. Принципи кои денеска се длабоко нарушени, бидејќи со ниту една постапка не е утврдено дека сум сторил ниту лесна, ниту тешка дисциплинска повреда. Од владеачката ВМРО ДПМН велат дека со оставката Коцевски признава оти јавното обвинителство не може да работи со изгубен легитимитет. Фактот што ова оставка доаѓа дури сега, а не уште од првиот ден, кога беше очигледно дека институцијата е компрометирана, само дополнително ја потврдува длабочината на проблемот и обидите со месеци да се одржи статус-кво кое служеше на поранешната власт. Тоа е јасен сигнал за крајот на практиките на заштита на поранешната власт на СДС и ДУИ и почеток на процесот на департизација и европеизација на јавно обвинителската дејност. За опозицијската СДСМ притисокот за смена на јавниот обвинител е сценарио на власта за преземање на обвинителството и судството. Притисокот за смена на јавниот обвинител е дел од сценариото на ДПМН и Мицкоски за целосно преземање на обвинителството и судството. Обвинител под контрола на Мицкоски и ДПМН, судии под контрола на Мицкоски и ДПМН, целосна окупација и партизација на судството, враќање на тефтерчињата, погребување на правдата, велат од СДСМ. По оставката на Коцевски сега на потеќе владата, таа веднаш треба да му предложи на собранието да распише оглас. Во период од 15 дена право да се пријават ќе имаат јавни обвинители со најмалку 10 години работен стаж или судија кривичар. За секој од пријавените кандидати, мислење дава Советот на јавни обвинители, а за тоа ја информира владата. Таа пак избира кој од кандидатите кои добиле позитивно мислење ќе му го предложи на собранието за државен јавен обвинител. До изборот, Советот на јавни обвинители треба да назначи вршител на должноста. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Претениците на СДСМ ја напуштија собраниската сала, откако мнозинството одби од дневен ред да се тргне расправата за резолуцијата со која се осудуваат, како што велат, манипулациите на опозицијата околу мигрантите. Од СДСМ и ДУИ обвинија за кршење на деловникот и замолкнување на опозицијските редови, додека власта тврди дека резолуцијата става крај на, според нив, лажните обвинувања за договорено носење мигранти од Велика Британија. На седницата фокус имаше и на проектот Безбеден град, за кој власта тврди дека е неопходен за заштита на човечки животи, а опозицијата предупредува на можни повреди на човековите права.
Пратениците на СДСМ ја напуштија собраниската сала откако беше одбиено од дневниот ред да се тргне расправата за резолуцијата на парламентарното мнозинство со која се осудуваат манипулацијата на опозицијата и потврда на политиките против нелегалната миграција составена од 9 точки. Според Спасовски ова било диктатура со замолчување на опозицијата. Колку и да е кревка таа демократија ќе разбере ваков предлог во 90-та година. Во 2025 година резолуција со која што се осудува опозицијата апсолутно е неприфатливо. Второ, резолуција со која што ги ништите сите одлуки на влада, а на тој начин и овие веројатно кои што се донесени до сега одлуки на влада, а се однесувале на справување со мигрантската криза, па и оваа која што е денеска на дневен ред, дека по предлог на владата се бара кризна состојба да се прогласи повторно, таа ви е ништовна одлука. Еви неколку ливчиња, напишете ваш деловник по кој што ќе работиме од тука натаму, пратеничката група на СДСМ нема да учествува во работа на оваа седница. И дои обвини за грубо кршење на деловникот, обвинувајќи дека и резолуцијата и точката со која се бара продолжување на кризната состојба за зголемен обем на мигранти е потврда на нивните обвинувања. Вожде, вие оценивте дека опозицијата све што ќе каже лаже и манипулација, тоа е цензура. Се утврдува дека ниту било побарано, ниту е договорено, ниту ќе биде дозволено воспоставување мигрантски кампови, прифатни центри или трајни форми на згрижување мигранти. По чему тогаш точката 3 после 14 години да се продолжи мигрантската криза? Резолуцијата на парламентарното мнозинство е единствената која се најде пред пратениците на денешната пленарна седница. Според нив ова ќе значи крај на лажните обвинувања на опозицијата дека е договорено носење на мигранти во Македонија. Резолуцијата е за осуда на опозицијата. Не. Резолуцијата има точно име и тоа е резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и потврда на политиките против нелегалната миграција, со која што сакаме да ставиме точка на ова лудило кое што го предизвикуваат помеѓу граѓаните. Не само што избегаа од темата, како маче од куче, туку и фамозната резолуција која предлагаа во јавноста и устата пена им фати одговорење дека била најдобрата, ја немаат ниту поднесено во собранието. На седницата на која предвидени се опозицијски пратенички прашања, фокусот беше ставен на спроведувањето на проектот Безбеден град. И покрај обвинувањата на опозицијата дека власта со дел од законските решенија сериозно ги крши човековите права, министерот Ошковски им врати дека ова се неопходни чекори за да се спречи загубата на животи по македонските патишта. Пратениците дадоа зелено светло и за уште 5 закони кои ќе се носат по скратена постапка и сите се однесуваат на спроведување на проектот Безбеден град. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. СДСМ вечерва избира ново раководство. Централниот одбор ќе ги констатира оставките на партиските функционери и ќе гласа за нови кадровски решенија, најавени како комбинација од искусни и помлади кадри. Лидерот на партијата потврди дека Саша Димитриевиќ останува генерален секретар, а дел од новиот тим ќе биде и Александар Трајановски. Додека ВМРО-ДПМН тврди дека во СДСМ нема суштински реформи без оставка на Филипче, опозицијата ја промовираше новата антикорупцијска платформа преку која граѓаните анонимно ќе може да пријавуваат сомнежи за криминал. СДСМ вечерва избира ново раководство. Централниот одбор според најавите прво ќе ги констатира оставките на сите партиски функционери, поднесени пред 2 недели на состанокот на извршниот одбор. Листата на нови имиња е веќе подготвена, а лидерот на партијата во интервју за 360 вчера потврди дека функцијата генерален секретар ќе ја задржи само Александар Саша Димитриевиќ, додека еден од подпредседателите ќе биде Александар Трајановски, кој на последните избори беше кандидат за градоначалник на аеродром. Останатата листа Филипче вели дека ќе биде комбинација на искусни кадри и помлади членови. Од ВМРО-ДПМН денеска тврдат дека никој не сака да биде дел од раководството на СДСМ поради криминалните бизнес интереси на Филипче Изаев. Партијата останува на ставот дека реформите во СДСМ не се можни без оставка на Филипче. Поради нивните бизнес интереси ја уништија партијата, а честните кадри во СДС не можат да дојдат до израз. Но до израз можат да дојдат луѓе како Александар Трајановски, луѓе како Оливер Спасовски, Никола Спасов, Мали Фрчко и Жерновски. Лојални на Заев и Филипче се истите оние луѓе кои ја испокрадоа и продадоа државата. Ете на ова се сведе СДС.
СДСМ пак утрово ја промовираше платформата Македонски истражувачки центар за корупција и организиран криминал, или скратено micko.mk. Ги повикаа граѓаните директно и анонимно да ги пријавуваат сите сомнежи за криминали на власта. Од денес, платформата е активна и целосно оперативна на ваше располагање. Ги повикуваме сите граѓани, невладините организации, истражувачи, новинари, медиуми да ни се приклучат. На платформата има можност граѓаните да пријават корупција и криминал директно. Има посебен дел, простор за да се внесат информации и директно да се прикачат документи. Секој граѓанин може да пријави дури и анонимно. На платформата против корупција веќе се објавени досегашните така наречени бомби на СДСМ за фирмата која добила над 160 државни тендери вредни повеќе од 5 милиони евра и за превземањето на Алта банка. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Може ли САД да помогнат за деблокада на македонските евроинтеграции? Како Вашингтон гледа на напорите на владата да најде ново решение и да добие гаранции пред промена на уставот? Има ли вистински реформи во Македонија, особено во делот на судството и јавното обвинителство? Продуктивна ли е дебатата за мигрантските кампови? Тема на денот во 19 со американската амбасадорка во земјава Анџела Агелер. Министерството за здравство и јавното обвинителство ќе испитуваат дали несоодветно лекување е причина за смртта на новороденче на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје. Случајот отвори сериозни сомнежи за можни пропусти во третманот, пошто се најавија вонредни инспекциски надзори и стручни надзори, а конечните причини ќе се утврдат по обдукцијскиот наод. Министерството за здравство и ОЈО Скопје ќе испитуваат дали несоодветно лекување од страна на дежурниот педијатар на ГАК е причина за смртта на новороденче, родено со царски рез во 36-та гестацијска недела. Настанот кој се случил на 1 октомври, како што објави Слободен печат според документи од свиркачи, кај директорката на клиниката го пријавила началничката на оделот за интензивна нега, со образложение дека нејзината колешка предизвикала компликации кај бебето старо 3 дена. Го реинтубирала дури 20 минути, многу повеќе од предвидените протоколи и при тоа му било распарчено грлото. За ова сведочеле 2 специјализантки, но за целата ситуација не му било кажано на семејството. За утврдување на околностите и расветлување на случајот, министерот Азир Алију иницираше вонреден инспекцијски надзор до Државниот санитарен и здравствен инспекторат, пошто ќе следи и стручен надзор. Во овие тешки моменти за семејството замолуваме да се почекаат на одите од надзорите и да се добие обдукцијскиот наод, кој е единствен и конечен за утврдување на причините за смртен исход. До добивање на конечните резултати да не се создава немир кај семејството и во јавноста, соопштија од здравство. Основното јавно обвинителство Скопје во координација со СВР Скопје оформи предмет врз основа на јавно објавените информации и ќе бидат преземени сите действија за проверка на настанот, информира од обвинителството. Директорката на ГАК вели дека ги презела сите потребни мерки и по пријавата на случајот од страна на началничката веднаш било постапено. Во случај кога има потешко новородено или смртен случај, се формира комисија за квалитет. Јас од моја страна ги имам спроведено сите комисии согласно протоколите и превземени се сите мерки кои што ги има побарано началничката доктор Петковска. Значи веднаш е постапено според барањето на началничката и превземени се сите испитувања протокол, а за разрешување понатаму на случајот неопходен е обдукцијскиот наод кој што се чека од Институтот за патологија. Во согласно со наодот, понатаму ќе се превземат сите мерки и се разбира доколку има лекарска грешка ќе биде соодветно реагирано. Од опозицијската СДСМ на пресконференција пред ГАК бараат оставка од директорката на клиниката поради како што велат прикривање и молк за смрт на бебе. Директорката на клиниката за гинекологија и акушерство, доктор Ирена Алексиовска-Папестиев, иако била формално известена за сомнежите и за смрт со можни пропусти во лекувањето, 2 месеци не известила никого. Ова е огромен скандал која покажува катастрофалната состојба во здравството. Бараме итна оставка од директорката Алексиовска-Папестиев. Реагираа од ВМРО ДПМН преку соопштение повикаа СДС да не го злоупотребува случајот со новороденчето за дневно политички поени.
Она што е јасно како бел ден е дека сите неопходни протоколи се преземени и сите надлежни институции се известени. И доколку се утврди било каква човечка грешка, истите ќе бидат отстранети и ќе има одговорност за причинителите за несреќата. Ниту ќе биде сокриен некој, ниту овој случај ќе биде заташкан како многу претходно, кога Филипче беше министер за здравство. Стои во реакцијата од владеачката партија. Инаку бебето по раѓањето било сместено на интензивна нега поради респираторен дистрес, а во критичниот период пред да почине бил повикан и детски хирург за да постави дрен. Александар Динев, Сито телевизија. 11 месеци без плата и без здравствено осигурување. Ваква е судбината на вработените во клиничката перална, која не работи веќе 3 месеци. Болни, задолжени и оставени без екзистенција. 11 работници се на улица откако работата била префрлена во приватни перални, а нивниот статус останал нерешен и покрај апелите ниту Министерството за здравство, ниту надлежните служби досега не понудија решение за нивните плати, работни места и иднината на клиничката перална. Болни и задолжени со кредити со месеци без плата и здравствено осигурување. Вакво е секојдневието на вработените во пералната на клинички која не работи веќе 3 месеци. И Осман и Жаклина како и уште 9 нивни колеги се на улица. И во неизвестност дали ќе биде решен нивниот статус. 11 месеци сум без плата, 3 месеци сум без работа. Клинички не ја зема работата, го изнесоа беше да се пере надвор, се пере во Сарај, во приватна перална, се пере во 8 септември. Ние останавме на улица, без работа и без плата. Со болна жена сум. Најлоша диагноза има. Не можем на лекар да ја носиме. Сите сме без здравство. Тоа е. Ние си сакаме нашата работа да ја вратат. Фирмата која стопанисуваше со пералната на принципот јавно-приватно партнерство од септември кога најави раскинување на договорот. Обврските за вработените ги оставиле на здравствените власти. Но до сега ниту Министерството, ниту заеднички служби не го решија проблемот и не им се исплатени за останатите плати. Може да се работи со 3 машини, одма може да почне да работат, другите може да се прават една по една и со малку пари, со да речеме со 100.000 евра може да се прават сите машини, нови да се и 20 години не може да се прават тие машини. Од Министерството за здравство кратко ни одговорија дека во тек биле процесите за меѓуинституционално решавање на статусот на вработените во пералната на клинички. Инаку, освен платите, инвестиција е потребна и на објектот каде до пред 3 месеци се переа чаршафите за болничките соби. Тој е руиниран пред распаѓање и без никакви стандарди. Сања Димитровска, Сител телевизија. Ревизорот го вклучи алармот за државна лотарија, милионски нелогични трансакции и дупки во фондот за добивки. Истичкиот напад на плажата во Сиднеј е мотивиран од ИСИС, соопшти австралиската полиција. Сериозни неправилности и сомнежи за злоупотреба на јавни пари откри Државниот завод за ревизија во работењето на државна лотарија за минатата година. Со анализа на финансиските книги и електронските системи, ревизорите утврдиле нелогични трансакции тешки речиси 2 милиони евра, недостиг од над 1 милион евра во фондот за добивки и енормни трошоци за набавки. Утврдените состојби ќе бидат известени финансиската полиција и обвинителството. Раководството на Државна лотарија посочува дека злоупотребите се направени од претходното раководство на СДСМ и ДУИ и дека токму тие ја иницирале ревизијата на работењето. Сериозни неправилности и сомнежи за злоупотреба на јавни пари откри Заводот за ревизија во работењето на Државната лотарија лани. Со анализа на сметководствените книги и електронски системи, утврдени се нелогични трансакции вредни речиси 2 милиони евра. Ревизорите наведуваат дека постои сомнеж за злоупотреба на овие пари. Дневниот пазар не бил редовно уплаќан на банкарските сметки. Направени биле само 2 уплати во годината, но и тие не биле од дневна продажба, туку од пари подигнати од една сметка и уплатени на друга. Во фондот за добивки, според извештајот, недостасуваат над 1 милион евра. За 3 игри со скапи награди, како станови, автомобили и електрични скутери, воопшто не постоела евиденција, што според ревизорите отвора можност за неосновано присвојување.
Набавки се вршеле пред одобрување на правилата од Министерството за финансии. Лани за рекламирање биле потрошени на 3,5 милиони евра. Средствата за маркетинг се 10 зголемено во однос во 2024 година во однос на 2020 година и исто така мислам дека имаме огромно зголемување во делот на она што значи трошоци за продукција, каде што во самиот ревизорски извештај се наведени информации дека одредени емисии или продукции воопшто не се доставени и извршено плаќање. Имаме сомнеш и тоа го истакнуваме во делот на она што значи набавка на електронски апарати за приредување на игра на среќа, каде што и истите се платени некаде 9 милиона евра, меѓутоа истите не се ставени во употреба и имаме сомнеш во делот на користење на закон на деловен простор, каде што одреден временски период, некаде околу 6 месеци, тој воопшто не се користи, а се извршено плаќање кон тоа. Ревизорите утврдиле дека биле ангажирани 195 лица со договори за дело, од кои 75 воопшто не доаѓале на работа, а за тоа биле исплатени речиси 242.000 евра. Дополнително, откриени се неправилности кај службени патувања, гориво и репрезентација. Со пари од лотаријата биле плаќани и лични трошоци, облека и сувенири. Државниот завод за ревизија за сите овие состојби ги известил финансиската полиција и обвинителството. Реагира од Државна лотарија, оттаму велат дека треба да се направи јасна и суштинска дистинкција помеѓу периодот на управување од страна на претходното раководство од СДСМ и ДУИ и периодот на работење под новото раководство. Особено нагласуваме дека новото раководство веднаш по преземањето на функцијата проактивно и транспарентно се обрати до Државниот завод за ревизија, со барање со кое иницираше целосна ревизија на финансиските извештаи и на целокупното работење на друштвото, со цел утврдување на фактичката состојба, идентификација на евентуални неправилности наследени од претходното раководство и воспоставување засилен систем на финансиска дисциплина, отчетност и законитост, велат од Државна лотарија. Мартин Арсов, Сител телевизија. Евана Хоум бара поскапување на струјата од 6%. Предлогот за новата цена веќе е доставен до Регулаторната комисија за енергетика, која до крајот на неделата треба да одлучи дали ќе го прифати барањето или ќе утврди понизок процент на зголемување. Поскапување на струјата од 6% бара Евана Хоум. Предлогот за новата цена на електричната енергија стигна до Регулаторната комисија за енергетика. До крајот на неделата треба да одлучат дали пресметката им е добра и се прифаќа или пак процентот на зголемување ќе биде помал. Потоа ќе соопштат која цена ќе ја плаќаат домаќинствата и малите потрошувачи по нова година. Евана Хоум ги има податоците, па понатака треба да се примени маржата на сите пресметковни елементи и во моментот кога ќе достави Евана Хоум ќе ви дадеме точни и прецизни информации. Во обарањето кое го испратија до Регулаторна, аргументот за поскапување на Евана Хоум е повисоката цена за 5% која му ја продава државната ЕСМ и од 62 за мегават час скокна на 65 евра. Во пресметките е вклучено и намалувањето на цената за пренос и дистрибуција на струјата од нешто над 1% по одлуката на Регулаторна пред 10 дена, како и маржата што се наплаќаат од 9,9%. Од 1 јануари, покрај поскапа струја, граѓаните плаќаат и поскапо парно. Сметките за зголемувањето на цената од 6% во декември ќе им стигнат по нова година. Инаку околу 60.000 домаќинства во главниот град се греат на парно. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.